Гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Македонското собрание, господинот Талат Џафери. Господине Џафери, последните истражувања на јавното мислење на Институтот за демократија покажа дека 72% од испитаните граѓани сметаат дека пратениците во собранието секогаш ги застапуваат интересите на политичките партии, а високи 62% од граѓаните сметаат дека владата има контрола врз работата на собранието. Како ги коментирате овие податоци кои што покажуваат прилично висока недоверба на јавноста кон законодавниот дом? Пракса била воспоставена да собранието подолг период функционирало како институција која била условно кажано задкулисно поставена во смисла во комуникација со јавноста била во повлечена позиција по однос на извршното, однос на другите власти. И перцепција која што е створена преку 2 децении не може за еден мандат да се промени како таква. Јас го ценам тоа како перцепција и секако дека придонесува и како председател на собранието и како состав парламентарен да укажуваме на оно што е евентуално дефиниран како наша слабост и допринесува кон нашите напори да односите со другите власти ги уредуваме во соодветни процедури. Искуството покажа дека многу законски решенија се носат на така наречени лидерски средби. А дали мислите дека тие дополнително ја ослабнуваат улогата на собранието? Имајќи предвид поставеноста на системот, значи политичките партии се представени преку парламентарците овде, преку пратениците, не секогаш лидерите се и пратеници и во тој контекст периодот на транзиција кој што предолго трае во нашата земја допринело дека определени политички теми да се одвиваат надвор од собранието, односно на рамки на средби лидерски, во кои што би ги дале пасот, односно би ги правеле одстапките, евентуално од позициите почетни кои што се поставени со предлог законите. Во тој контекст се остава перцепцијата дека работите се одвиваат надвор од собранието. Но учеството на пратениците во тие преговори си ги задржуваат контролната функција, односно законодавната функција си го задржува собранието, но зад завеси, значи зад затворени врати, ако може така да се каже. Еве и актуелниот закон за јавно обвинителство, меѓу другото, проба да се договори на лидерска средба. Вие најавивте дека седница за овој закон ќе закажете тогаш кога ќе има консензус помеѓу политичките партии, но во овој момент ова се чини некако невозможно. Дали сепак верувате, оптимист ли сте дека ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за усвојување на овој закон? Законот се наоѓа во второ читање. Значи, првата фаза е помината и во второ читање. Првиот ден на комисијата е поминат со усогласени ставови на пратениците од различни политички партии и пратенички групи во собранието по однос на 10 амандмани кои што се од вкупно 51 колку што се доставени до комисијата. Работава е на комисија и се додека политичките партии изјавуваат дека имаат дополнителни напори за да изнајдат решение, нормално дека председател на комисијата како таков им дал простор и време за да можат тие преговори по однос на амандманите да продолжат и доколку се усогласат другиот дел на амандманите, таа комисија може да заврши во еден ден колку што останало, може да заврши за 1 час и ако нема усогласеност може да заврши тој ден, но неусогласеноста ќе се пренесе на пленарна седница, што ќе се одрази на бројот на гласови, што значи неможноста да се обезбеди двотретинско мнозинство. Не треба да се свика седницата. Седницата е свикана веќе на 27 август и таа седница продолжува се додека, односно ќе се продолжи од како? Ќе се добие извештај од комисијата. Продолжението не може да се свика без извештајот. Така.
и не може да се предвиди како ќе се одвива текот на дебата, дали ќе имаме, значи не е исклучено дека нема да има двотретинско. Во таа работа више не е работа на председателството на собранието ни собранието да предвидува како ќе оди текот. Текот ќе се гледа. Позициите на страните се спротивни и нема сигнал дека се приближи до тоа. Од друга страна, опозицијата најавува дека поднела свој предлог закон. Тој предлог закон опозицијата го поднела до преговарачката група на другата партија, а медиумите, јавноста се прашува кај е предлогот, зошто предлогот не се става во собранието. Што значи, до собранието нема предлог од опозицијата конкретен, но како размислување на опозицијата, предлог закон можно е да дале до работната група на другата страна и тоа сега се третира како предлог на опозицијата, но во преговорите меѓу партиски, а не во процедурите собраниски. Може ли евентуалното недобивање на толку посакуваниот датум за отворање предпристапни преговори со Европската Унија да ги забрза активностите околу предвремени парламентарни избори во земјава? Па предвремени парламентарни избори никому не му требаат, затоа што не е никакво решение изборите. Ние сме во фаза и сме во пракса на предвремени парламентарни избори веќе од 2008 година. Тоа само може да ги искомплицира односите и состојбите, а не да принесува за решение. Со една реченица, значи изборите не се решение предвремени, затоа што сите треба да се сконцентрираме на оно што е стратешка определба декларирана, потврдена низ сите процедури, со сите акти на собранието и на другите институции, тоест да ги заокружиме процесите за пристапните процеси во НАТО и во Европска Унија. По НАТО контекст тоа е по-очигледна дека е достижна доколку и една од членките на НАТО, значи ги доврши процедурите поради своите политички внатрешни несогласувања. Господине Џафери, неретко опозицијските пратеници ви забележуваат за непочитување или недоследно почитување на деловникот за работа. До каде се измените на деловникот и дали тие ќе бидат јавно достапни? Во пракса сметам дека ниедна од одредбите од деловникот на собранието од моја страна не е пречекорена, затоа што според деловникот толкување и спроведување на деловникот е извична надлежност на председателот на собранието и спрема ситуациите конкретни во моментов председателот на собранието е тој што треба да превземе активност со кој што ќе надмине определена ситуација. Дел од измените веќе е реализирано во смисла на оно што беше потреба за усогласеност со законот за употреба на јазиците. Другиот дел што е во процесот Жан Моне, повеќето одредби се веќе усогласени, делот околу неусогласеноста по определени процедури евентуално останати се да се договарат, односно до преговараат со пратеничките групи и мислам дека сме близко до овој процес и затоа за оно што е усогласено на крај кога ќе имаме конечно, значи одлука зашто сме усогласени, зашто не сме усогласени, секако дека ние ќе излеземе пред јавноста и ќе кажеме. Господине Џафери, злоупотребите на патните трошоци од страна на некои пратеници не е непознато за јавноста. Има податоци кои покажуваат дека и во последните 6 месеци одредени пратеници повторно направиле патни трошоци во вредност од над 10.000 евра. Какви механизми на надзор и контрола користите вие како прв човек на собранието за да го спречите овој тренд? Секој кој што има дилема дека во нешто има злоупотреба, има соодветна институција која што тоа треба да го потврди. Има Државен завод за ревизија, има антикорупцијска комисија, има јавно обвинителство, кој што под сомнение дека некој конкретно со име, не може пратениците 120 сега, сите сме ние 120 пратеници, под констатација дека вршиле злоупотреба и сите сме ние. Добро, председателе, прашањето повеќе ми беше дали до вас има некаква индиција, некакви сомневања, дали вие во таа. Па нема индиција затоа што според законот определен број на пратеници се изјаснија
да користат стан во вредност оно што е пропишено со одлука на соодветна надлежна комисија во собранието. Во таа одлука и во тој закон, за оние денови кога седи пратеникот овде, на крајот на неделата, кој ќе оди дома во еден правец, му следува патен трошок во еден правец за да оди дома. И спротивно, на почетокот на наредна недела, која ќе се врати во станот, му следи патен трошок во еден правец за враќање. Значи, за 4 недели, 4 дена. Меѓутоа, констатацијата е дека е тоа злоупотреба, сега покрај станот се користат и патни трошкови. Не користат патни трошкови за секое потпишување за присуство на седница. Затоа што имаат договор соодветен, регулиран со процедурите внатрешни, низ која постапка и процедура го користат правото на стан. Господине Џафери, ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме за 7 дена.